civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Метаморфозис е релативно поголема граѓанска организација во споредба со просечниот број на луѓе кои што работат за една организација и речиси половината од луѓето таму се новинари. Имаме 3 медиуми кои што ги набројавте, да не повторувам, и имаме и други програми на кои што работат, останатите работени. Она што многу загрижува е што, мислам, одлично ова што го спомна колегата од ЗНМ, нашиот пример не го извлече како поединечен, меѓутоа влегува во некои од работите што тој ги кажа. Она што многу загрижува е што од минатата година од ноември Метаморфозис стана цел на еден организиран напад на социјалните мрежи. Така. Во што се состои тој напад? Тој напад се состои во објавување на слики, фотографии од нашите работени во форма на некролог на Facebook, со имење и презимење и така натаму, да не набројувам сега. И потоа во коментарите има еден куп повици на насилство. И тоа е за нас многу загрижувачки, ние тоа трае веќе 7 месеци. Ние го пријавивме во институциите, значи во МВР, јавно обвинителство, но тоа нема ништо. Значи нема никаква реакција. Излегува со соопштение за ЗНМ и ССНМ и тоа тука заврши, а кампањата се продолжи и се уште трае. Сега луѓето што се ставени на овие фотографии не се сите новинари. Еден или двајца се новинари, останатите се луѓе што работат во администрација, во финансии. Тие луѓе, за нив тоа делува многу лошо. Значи, тие луѓе не се навикнати на таков начин да бидат ставени пред јавноста и да бидат обвинувани и така натаму, дека е продале државата, дека се продавници, да не набројувам сега што. Дека треба да висат на бандера и слично. Значи, тоа навистина влијаеше и врз начинот на нивната работа. Секојдневието нивно, не само на новинарите, туку и на останатите. За жал, реакција се уште нема. Се надевам дека тие повици на говор на омраза нема да се увистинат, односно нема на вистина да се нападне некој од вработените во Метаморфозис. И се надевам дека институциите ќе реагираат пред тоа да се случи. Бидејќи тоа трае со месеци, навистина е загрижувачки. Мислам дека најголемата причина поради која што ги добиваме овие закани е нашата соработка со Facebook, односно проверката на факти од трети страни. Зошто тоа многу им пречи? Затоа што успеа. Затоа што има влијание. Затоа што ги влие врз нивниот обсег на нивните дезинформацијски наративи. Тој се намалува и тоа нив и пречи и затоа реагираат вака со лични напади на луѓе што, реално кажам, немаат никаква врска со таа соработка со Facebook. Значи со Facebook соработуваат новинари со огромно искуство, кои со години работат на тоа, вистина мер постои 10 години. Така што мислам дека тоа е осмислен напад, каде покрај неколку новинари што се наредени на тие некролози, се ставени и другите луѓе што немаат никаква врска со тоа, само за да им се влијае на нивната работа. Но, за среќа, не само што не влијае негативно, туку тоа не окуражува уште посилно да работиме и уште посветено да ги проверуваме овие дезинформацијски наративи, да ги разобличуваме, дали како што се вели. Иако имам чувство дека сме оставени сами на себе. Дека немаме поддршка прво од институциите на системот, јавното обвинителство, а потоа и од другите граѓански организации. Бидејќи нападите се вршат на организиран начин. Значи тоа се стотици објави на Facebook. Тоа не е еднаш или два пати. И одат во бранови. Еден месец, па друг месец, па трет месец. Се споделуваат од истите акаунти, значи тие се веќе познати и така натаму. Одговорот на тие напади мора да биде исто така организиран. Точно така. Значи, ако сакаме да се справиме со навистина да има ефект и тоа да таквите напади да се маргинализираат, да не бидат толку важни, да не добиваат толку голем рич, да немаат влијание на социјалните мрежи, бидејќи сега се прави по социјалните мрежи,
ние треба организирано да одговориме. Да, проверка на факти има влијание, да, соработката со Facebook има влијание, меѓутоа тоа е само дел од таа борба. Ние мора организирано, заеднички да настапиме, а на наша страна треба да бидат и институциите на системот, бидејќи во овој случај станува збор на кршење на законите. Значи, повик на насилство. Да, постои таква можност, која што може да искористат сите медиуми, ако сакаат да работат, нели, врз база на, наместо врз база на факти или врз база на мислење, меѓутоа, мислам дека не можеме туку така лесно да се споредиме со медиумите во САД, бидејќи тоа е на вистина развиен медиумски пазар, каде што имате високи професионалци, каде што и потекнува, нели, истражувачкото новинарство. Споредбата со ситуацијата кај нас е малце, да речеме, може на поинаков начин да се направи. Она што ми беше исто важно да спомнам во однос на она што се спомна за медиумската писменост. Да, може би медиумската писменост не е алатка која што директно може да се користи сега во борба против дезинформацијските наративи, но се спомна младите, се спомна образованието и реформите во образованието. Тоа е вклучено во тој реформски процес. Мислам дека е исклучително важно, ако сакаме да влијаеме на тоа овие дезинформацијски наративи да имаат, да бидат маргинализирани, да бидат тргнати настрана, да не бидат толку влијателни. Тогаш, како што е во некои развиени демократии или во Западна Европа, тогаш медиумската писменост е еден од главните чекори што треба да ги преземеме, да биде вклучена во процесот на образование уште во основното образование. Да не зборуваме за средно и за високо образование. А во однос на сегашните напади што ги искусуваме во моментов, значи нема да зборувам, да споредувам со времето на Никола Груевски, кој што нели сега осуден и преведен во странство, пак ќе повторам дека одговорот на ваквите напади мора да биде заеднички и мора да се вклучат институциите. Институциите, ако не се вклучат, мислам дека тоа ќе продолжи и ќе оди до бескрај, бидејќи веќе не е ограничен бројот на профили кои што можете да ги имате на социјалните мрежи, не е ограничен бројот на групи што можете да ги отворите сега и како група на социјална мрежа можете да се однесувате како индивидуалец. Значи, веќе тоа може да се прошири каде што едноставно нема да може да се стави крај. Така што кога станува збор за повици на насилство, кога станува збор за говор на омраза, институциите мора да реагираат. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.